Неколку часа пред синдикалниот протест пред владата, опозицијата ја отвори темата за користењето на државниот авион и го поврза луксузот на функционерите со секојдневниот притисок врз џебовите на работниците. Според СДСМ, премиерот Мицкоски патувал на одмор на Јадран со државен авион и со јавни средства, во време кога владата одбива да ја усвои минималната плата од 600 евра и ја намалила финансиската поддршка за земјоделците. Додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај, додека владата одбива 600 евра минимална плата, им крати 40 милиони евра на земјоделците, премиерот гледаме дека се луксузира врз грбот на народот. Истото го правеше Груевски. Значи, исто како Груевски. Тој купуваше очила од 60.000 евра и луксузен Мерцедес, а Мицкоски има часовници од 60.000 евра и сака да се луксузира со авион. Од владата реагира дека државниот авион е користен само во согласно со правилата и законските процедури, со евиденција и институционална контрола без никаква злоупотреба. Тој е користен и за хуманитарни цели и итни ситуации, вклучително и трагичниот пожар во Кочани. Обвинувањата на опозицијата, владата ги оценува како политичка хипокризија, имајќи предвид дека кога беа на власт, тие ги злоупотребуваат државните ресурси до максимум и никогаш не инициираа суштински реформи. Денешните обиди за морализирање од страна на истите актери представуваат класичен пример на политичка хипокризија. Кога беа на власт, ги уриваа стандардите на отчетност, ги злоупотребуваа службените ресурси до максимум и никогаш не инициираа суштински реформи. Напротив, токму во нивниот период на владење, јавноста беше сведок на безброј злоупотреби. Инаку линијата Скопје-Будимпешта е најчесто користена од државниот авион. Според телевизија Телма, која се повикува на документи од службата за општи и заеднички работи на владата, во периодот од јуни 2024 до декември 2025, по формирањето на владата на премиерот Христијан Мицкоски, државниот авион летал кон Будимпешта 7 пати. Од министрите, државниот авион најмногу го користел министерот за транспорт и заменик премиер Александар Николовски 11 пати. Потоа председателката Гордана Силјановска-Давкова 13 пати, председателот на Собранието Гаши 7 летови и премиерот Мицкоски 3 летови.